Здраво живо! Добро дојдовте во уште едно моје видео. Ве носам со мене на една мала прошетка. Ве носам во кањонот Пешти, кој што е еден од најубавите кањони во Македонија. А исто така во Пешти на врвот се наоѓа една од најголемите пештери во оваа околина. Па ќе одам да ви ја покажам таа пештера. Па ве поканувам со мене на една мала прошетка и запознавање со околината на Велес. Ајде, повелете со мене и се надам ќе уживате во прошетката. Ајде, одиме. Вака ви покажам малку од околината каде што одам. Преубаво е. Преубаво. Ствари како и секоја пена од оваа македонска земја, од овие рибишки, од овие планини, кои што кријат многу богата историја и кои што кријат преубава природа. Значи, за мене нема поубаво време поминато од време талкајќи по природа. Значи, едноставно дајте си малку време и одите само талкајте по природа. Ништо посебно. Еве, доколку имате некоја дестинација, би било супер да посетите. Ете, некоја крајна цел за да имате мотивација да одите. Меѓутоа, секако и патот е мотивација или самото талкање во природа е мотивација. Еве, видете. Преубаво. Ајде, одиме полека, се наближуваме на кај кањонот и на кај пештерата која што одиме да ја посетиме. Полека се наближувам до кањонот. Каде што одам, ова е кањонот, а тука некаде е пештерата која што одам да ја посетам. Преубава е природата и јас уживам во секој метар од оваа природа. Па ајде, одиме, треба да се искачам таму горе. Па имам сигурно уште еден час пешачење. Сега малце е горниште да се искачам, до сега беше патот убав и рамени повеќе уживав, сега е малце горниште. Треба да се изнамачам малку, ама како и за секоја убава работа во животот, мора малку да се мачиме. Па така. Иако ова така наречено мачење е здраво. Оп, се закачи во дрвата. Значи, ова пешачење во природа има свој физички и ментални придобивки. После шетање во природа секако сте посмирени, посталожени и повеќе уживате во секојдневните проблеми и обврски. Ајде, одам сега нагоре, па ќе ви снимам од озгоре. Сакам да се заблагодарам на луѓето што донираат, што го препознаваат тоа што го работам, што ме поддржуваат. И продолжувам понатаму јас, малце да одморам, правам една пауза, времето е преубаво и продолжуваме нагоре. Се гледаме на врвот на кањонот и во пештерата. Се искачивме над Пешти, над кањонот Пешти на ридот горе, каде што има остатоци од некоја стара населба македонска или град може би било. Оно местото е опашано со зид од камење кој што се гледа дека бил некогаш на ова место. Сега јас одам по тоа. Евате од страните камењата каде што биле паднати. Местото не е истражено, не знам, нема многу информации за каква населба било тука, но можем да кажем дека било стара македонска населба, за која што треба да се истражи повеќе.
куќите биле, живеалиштата биле изградени од камења. Има остатоци од керамика, карактеристично за сите стари градови кои што користеле природни материјали. Тука исто така има остатоци од градби. Те го врват пред мене. И одиме сега да посетиме пештерата. Ева и клисурата се отвори пред нас. Преубав поглед. Малку да поуживаме у клисурата неколку секунди, па се спуштаме нека пештерата. Иначе ова е погледот спроти пештерата, односно на десниот дел на клисурата. И е преубаво, но да ти запрез дивот колку е убаво. Ете така. Ајде одиме сега се спуштаме во пештерата. Ево кањонот. Најубавиот кањон. А ева и пештерата. Ајде, еј. Јов, малку се плаши. Меѓутоа, нормално е. Ово кањонот Пешти. Еден од најубавите кањони во Македонија. Еви пештерата се отвори пред нас. Една мала прошетка низ пештерата. Значи оваа пештера се нарекува уште и топла пештера. Се наоѓа на врвот на клисурата Пешти и една од поголемите пештери во овој регион. Не би зборувал повеќе, туку би оставил малку да уживате во пештерата и да осетите низината смиреност, спокојност и секако енергија, која е преубава. Полека ја напуштам оваа преубава пештера, се надевам ви се допадна природата, малата прошетка и пештерата. Се гледаме во некој мој наредно видео или некаде низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!